Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравието. Се почесто се случува брачните парови да имаат проблем да станат родители. Кои се причините за неплодност и како неплодноста се лекува е тема на нашата денешна емисија. Одговорите на сите клучни прашања поврзани со оваа тема слушнете ги од разговорот кој го подготвивме со доктор Таше Трпчевски, субспецијалист, гинеколог, акушер и директор на болницата Плодност од Битола. Останете со нас. Доктор Трпчевски, бројот на парови кои што се соочуваат со неплодност е во пораст. На што се должи оваа појава? Така, значи, денеска се договоривме да зборуваме за една исклучително важна тема, тоа е неплодност. Тема која што има огромно значење од многу аспекти, сакате социјален, филозофски или било кој друг фактор или причина. Денеска неплодноста е присутна доста многу, некаде на глобално ниво се смета дека од 50 до 80 милиони од брачни парови страдаат од неплодност и моја проценка, иако нема се уште значени статистички показатели во Македонија, никој не направил статистика, некаде во овој момент страдаат од неплодност околу 5 до 7 милијади парови. Причините се многу бројни, како од страна на женското, така и од страна на машкото, и некаде се мисли дека процентот на причини за неплодност е подеднаков 50% од страна на машкото и 50% од страна на женското. Факт е дека во пораз во последно време е машкиот стерилитет. Има многу причини за неплодноста и секако дека најголемиот дел од причините се припишува на сексуално преносливите болести, потоа начинот на живење, надворешната околина, стресогениот фактор кој што е се повеќе присутен заради состојбите во кои што се наоѓа глобално целиот свет. Кога еден пар треба да се реши да побара стручна помош од вас ако има проблем со неплодност? Обично за лечење на неплодноста, односно лечењето на неплодноста или информациите за тоа кога треба да отпочнат со лечење, брачниот пар би требало да се подложи на лечење на неплодност после година дена од редовни сексуални незаштитени односи. Било дали се работи за брачна врска или вонбрачна врска. Во секој случај, секоја жена после 6 месечно ни обеди за редовни сексуални односи, доколку не зачне, треба да се јави на лекар. Меѓутоа, мажот е оној кој што треба прв да се испита. Се остава кај помлади жени еден лимит од 2 години, меѓутоа кај жените над 35 години веќе треба да се отпочне со постапката на лечење на неплодноста, бидејќи биолошкиот часовник после 35-та година кај жената постојано врти и оплодниот потенцијал после тие 35 години се намалува, така да во зависност од годините би требало брачниот пар да се јави на лечење за неплодност после просечно година дена, меѓутоа на 35 години после 6 месеци. На кој начин се диагностицира неплодноста? Вообичаено, како и во сите центри, ние си имаме така наречен behavior, односно однесување кон неплодните брачни парови. Оној кој што се занимава со оваа проблематика, го знае процесот и постапката како сето тоа оди. Јас кажав пред малку дека прво она што треба да се направи е да се исклучи машкиот фактор како причина за неплодност. Кога во испитувањето го исклучиме
мажот како причина, започнуваме со испитување на жената. Ги преминуваме сите оние методи кои што се неопходни за првични, за испитување на неплодноста. Тука следува гинеколошкиот преглед, потоа ултразвучниот преглед, испитување на хормонскиот статус, земање на микробиолошки брисеви, потоа тестирање на плодноста на јајоводите, дополнителни методи да исклучиме имунолошки фактор и врз база на сите овие првични или базични испитувања донесуваме проценка и заклучок која метода ќе ја примениме. Ние во лечењето на брачната неплодност ги применуваме сите современи методи кои што ни се достапни нас, кои што се применуваат во целиот свет, со оглед на тоа што јас 30 на години се занимавам со оваа проблематика и според нашите резултати постепено се етаблиравме на овај пазар, условно така да кажам, како болница, многу озбилна болница, која што е доста успешна во лекувањето на брачната неплодност, како болница во која што се применуваат сите методи и постапки, вклучувајќи ги од конзервативното испитување, оние постапки кои што ги набројав, вклучувајќи и хирургијата, особено примената на лапароскопската хирургија или така наречена репродуктивна хирургија, која применуваме не само да ги решиме проблемите на неплодноста, туку и да ги подобриме резултатите на инвитро оплодувањето, а исто така и зачувување на фертилноста кај оние жени кои што се оболени одредени болести, правиме екстракција на ткива и ги чуваме, ги замрзнуваме за во покасни години или после евентуално примена на хемотерапија да го искористат нивното ткиво како лек за понатамошно лечење на неплодноста. Со каква успешност се изведува инвитро фертилизацијата во плодност битола? Така, значи, ние покрај тоа што сме познати како центар, односно специјална болница за гинекологија и акушерство, значи болница во која што се обавуваат сите гинеколошки операции до оние најрадикалните, најтешките операции со вадење на лимфни жлезди, болница во која што се извршува и раѓање, значи имаме и акушерство и морам да кажам дека во последно време во нагорен тренд ни се породувањата. Мислам дека оваа година ќе имаме околу 500 раѓања на година, започнавме со 220, со тренд да достигнеме и до 500 раѓања годишно. И значи покрај овие постапки што ги работиме во оваа болница, ние применуваме инвитро фертилизација, особено сме познати во оваа област, во областа на лечење на неплодноста, покрај споменатите конзервативна и хируршка терапија, го применуваме инвитро фертилизацијата. Јас можам со огромен багаж и искуство во областа на оваа технологија да се пофалам и да кажам дека, јавно го кажувам и 100 пати го кажав, дека ние имаме најуспешен процент на бременост во Македонија. Процентот ни се движи од 40 во зависност од патологијата која ја лечиме до 62-3%, некаде просечно процентот на бременост, успешна бременост е околу 50%, односно јас секогаш викам дека секоја втора жена која што ќе дојде овде е бремена. Ако жената направи повеќе постапки, тогаш кумулативно процентот на бременост е многу поголем. Сигурно нашите гледачи ќе ги интересира дали имате склучено со договор со Фондот за здравствено осигурување за инвитро постапката. Ние меѓу првите склучивме договор со фондот и денеска пациентките може да ги користат тие бенефиции, вонтелесно оплодување во епрувета,
со поддршка на Фондот за здравствено осигурување во Македонија, во кое што и како новина е дека пациентите не плаќаат и партиципација, доколку ги исполнат они услови кои што се одредени од Фондот за здравствено осигурување, со исклучително на препораките, ако ги пречекорат за дополнителна терапија која што се плаќа, меѓутоа таа е минимална. Дали ќе може да ни посочите еден пример кој за вас бил голем предизвик, а успешно сте го завршиле? Има многу примери на успешно завршени бременности. Имаме и пациенти кои што биле по 20-25 години во брак и биле неплодни, кај нас се успешно завршила бременоста. Имавме, еве сега, пороѓај со царски рез на пациентка која што имаше 12 неуспешни бременности во други центри, вклучувајќи ги Каролински институт, Белгија и така натаму. Кај нас од прв пат успешно се заврши бременоста и успешно го донесе плодот. Го завршивме раѓањето со царски рез. Да не зборувам за пациентка која што имала 47 години, исто така успешно завршена бременоста, пациентки кои што правеле по 7 до 10 пати на други места, па кај нас успеале. Еве сега, баш денес, имав контрола на пациентка, на која што и направивме враќање во нејзината матка на ембриони, кои што ги оплодивме, односно тоа беше за прв пат во Македонија увезени донор јајни клетки. Значи имаме и таа можност да увезуваме јајни клетки со донација од странство, ги спојуваме со машкото семе, ги враќаме кај жената која што сака да ги носи, и жената има двојки, таа е 38 годишна пациентка, а претходно правела во Чешка, имала 3 неуспешни обиди. Која е највозрасната пациентка која што преку инвитро фертилизација останала бремена тука во плодност видела? Имаме пациентка која што имаше 49 години, тоа е жена албанка, кај неа беа направени успешно близнаци имаше, меѓутоа бременоста ја донесе негде од 31-та гестацијска недела, тие се предвремено родени, здрави живи бебиња има. Тоа беа двојки, меѓутоа беше инвитро фертилизацијата со донирани јајни клетки. Во таа возраст, над 47, 8, 9 години или 50, ако сакате и 52-3 години, секогаш потребно е да направите инвитро фертилизација со донирани јајни клетки, бидејќи физиолошки жената после 46-та, 7-та и 8-та година ретко продуцира јајни клетки, и тие што ги дава не се квалитетни, мала е можноста да се оплодат. Има многу примери за кои што јас со гордост можам да зборувам, можам да напишам еден голем роман за таквите случаеви. Доктор Трпчевски, за крај на вашето интервју во нашата емисија Огледало на здравието, дали би сакале да упатите една порака до гледачите кои што не следат во моментов? Па еве, на вашата почитувана телевизија и вашите гледачи, сакам да им препорачам сите оние кои што имаат проблеми со неплодноста, да си ги следат упатствата од матичните лекари, меѓутоа конкретно бидејќи се работи за една специфична дејност и специфична област, секогаш да го одберат докторот кој што ја разбира оваа проблематика. Мислам дека ако се упатат во нашата болница, заради далечината, ако не можат да се лечат, можат да дојдат кај нас да добијат препорака, односно патека како понатаму да се понашат, а секако ако ги користат нашите услуги, мислам дека ќе им стане јасно дека она што природата не може, во нашата болница може. Доктор Трпчевски, ви се заблагодарувам за тоа што бевте дел од емисијата Огледало на здравието. Се надевам ќе се видиме и во некоја следна прилика. Ви посакувам уште многу успешна работа. Фали мендери шум, беро пафи.
Следува прилог посветен на гинеколошко-акушерските услуги кои ги нуди приватната здравствена установа Плодност од Битола. Останете со нас. Болницата Плодност од Битола е целосно опремена да обезбеди соопфатна грижа за сите општи гинеколошки проблеми, диагностички и биохемиски услуги, породување и пре и постнатална нега, велат надлежните во оваа установа. Болницата располага со гинеколошки амбуланти и хируршки сали, целосно опремени со најновите достигнувања во медицината, по кои може да се извршуваат посложени хируршки зафати. За посебна гордост во болницата се смета и незиниот персонал, кој возможува посебно внимание за секој пациент. Në spitalin ton kanë pasur lindje të suksesshme, mbi 1500 paciente. Nuk do të thotë që janë këto vetëm lindjet për fëmijë të parë. Nga suksesi dhe puna tonë e suksesshme, vinë edhe paciente për lindje të dyta, të treta, edhe ashtu, jo vetëm nga shteti, po edhe jashtë shtetit. Pritja tonë, buzëqeshja tonë dhe puna e suksesshme do të thotë shumë për pacientet, atë tregon edhe vetë numri pacienteve. Për suksesin ton, urdhëroni dhe vërtetojuni edhe vetë. Од Плодност порачуваат дека се полни со енергија и посветеност, за да создадат извонреден напредок за здравјето на жената, како и да се грижат за идните поколенија.